По првото утринско издание на вестите и временската прогноза, продолжуваме со утринската програма на Телма во рубриката "А ние", утрово за уште еден апсурд со кој се соочува македонското општество. Во период, во време на недостиг на стручен професионален кадар во сите сфери и на многу позиции и кога од државата масовно се заминуваат младите лекари, во исто време околу 400 специјализанти не можат да најдат работа, односно чекаат вработување во јавното здравство. Утрово за ова и на оваа тема зборуваме со тројца млади лекари, две лекарки и еден млад лекар, Христина Илиовска Чешларовска, Ана Тодоровска и Славе Тошевски, млади доктори специјализанти, како што реков. Добро утро, добро дојдовте во студиото на Телма. Добро утро и благодариме на поканата. И би рекол на почетокот, на некој начин имаме еден лекарски конзилиум овде, бидејќи сте од разни струки, и кога би ве замолил на почетокот да дадете една диагноза на македонскиот здравствен систем, бидејќи за понеделник најавивте протест 5 до 12 за македонското здравство, каква би била таа диагноза што би ја дале? Еве, доктор Христина Илиовска Чешларовска е интернист, доктор Славе Тошевски е специјализант по психијатрија и Ана Тодоровска е доктор по педијатрија. Да, специјализант на педијатрија. Каква би била диагнозата што би ја дале за ако пациентот е македонското здравство? Па јас би рекла некој последен стадиум на карцином, значи кога се фаќаме за сламка и се трудиме да се спасиме некако. Значи ова се баш буквално 5 до 12 минути за македонското здравство. Ако е последен стадиум, не е 5 до 12, значи малку подоцна од 12. Па да, добро, може и така се каже. Меѓутоа стварно навистина се наоѓаме во македонското здравство е во една тешка ситуација. Доколку овие 400 приватни специјализанти си заминат, тоа навистина ќе се одрази за некоја година. Вие, доктор Славе, гледате психопатологија во... Па да, мене интуитивно ми дојде да кажам дека, ете, јас го гледам како еден вид на депресивен синдром, облеен со безперспективност. Најкратко кажам. Бидејќи оптимизам многу нема кај младите, гледам дека размислуваат да си одат од тука, да се откажат од тоа што го нуди државата, што стварно не е во ред, бидејќи, ете, долга инвестиција, макотрпна работа, правиме готов кадар за странство да користи. Ние остануваме без лекари. Би помогнала терапија со антидепресиви во случај? Или не? Па, мисля дека треба малку по-ригорозни мерки од проста фармакотерапија во овој случај. Треба општествен пристап, како да кажам. Докторана, Македонија веќе е зрела држава, 30 и кусур години независност, не е за педијатриска прогноза и проценка, меѓутоа што би рекле вие како лекар? Мојата диагноза нема да е педијатриска, мисле Славе ќе каже, за мене ова е стадиум на комплетно лудила. Ја би рекла дека живееме во едно шизофрено општество, кога доктор во 2024 година се сочува со екзистенцијален проблем во услови кога имаме секојдневна реторика дека имаме дефицит на доктори, особено на доктори специјалисти. За да зборуваме за лекарската професија, за вашата струка, за вашите проблеми, за тоа како одевте низ годините, 6 години се студира медицина во Македонија денес, на почетокот да расчистиме, бидејќи се наоѓаме во фаза на избори, а министерот ве прозвава дека сте партиски мотивирани, односно политички мотивирани, а имајќи го предвид сензитивниот период во кој дискутираме, имате ли навистина некаква партиска мотивација? Дали имате контакти со некоја политичка партија? Апсолутно не. Ние како координативно тело на приватни специјализанти немаме никакви контакти со ниедна политичка партија. Лични контакти? Не, воопшто никакви. Како водство или како фронтмени на тие протести кои се случуваат во овој предизборен период? Не, воопшто немаме никакви. Зошто тогаш токму сега? Овој проблем... И самите како интелектуалци пред се, како луѓе, како зоон политикон, како општествени битија, сте свесни дека во предизборието не може да биде решен проблемот, веројатно. Ограничени се можностите на техничката влада. Што чекавте да почне изборната кампања, 2 изборни кампањи се во тек, за да излегувате на протест? Зошто не протестиравте во јануари, во декември, во... Проблемов трае? Да, проблемот трае, за кој што ние повеќе пати се обраќавме до Министерството за здравство и тоа сакавме да го оствариме преку средби, собиравме подписи, меѓутоа ние не наидовме на слух и не се решија нашите проблеми. А веќе сме на работна екзистенција, затоа што знаеме дека веќе инфлацијата, која е, колку е потрошувачната кошничка во државата, а нашата плата остана исто. Исто така, сите покачувања во здравството нас не опфатија.
Затоа е токму сега, значи револтот веќе е створен кај. Но повторно велам, мандатот на техничката влада е ограничен, пред избори не може да се коригира, треба законски интервенции, нели? За да се најде решение системско за вас и за да тоа биде долгорочно. Како в понеделник очекувате каков одговор од другата страна за да вашиот протест и штрајк запре, односно да се вратите на работните позиции? Па видите, целото тоа движење пред се, нели, за коригирање на финансискиот надоместок, бидејќи стварно ни треба. Од друга страна и да се задржи достоинството на лекарите. Ние се чувствуваме искрено подценети, понижени на некој начин. Мојот став е дека не треба да се откажеме од барање на овие работи се додека не ги добиеме. Дали ќе добиеме одговор позитивен, дали негативен, ние пак ќе продолжиме со истото темпо и со истите барања. Бидејќи на крајот на денот, еве, ние подолго време назад, како ја кажам, пробуваме да оствариме контакт со властите, пробуваме да го смениме ова, меѓутоа никој пат не добивме одговор. Многу од колегите се почувствуваат дека ако сега пред избори не ги направиме овие потези, после избори па никој нема да не слуша воопшто. Како последен момент да се избориме. Или како што рече доктор Христина во една пригода, куферот е подготвен во аголот, спакуван. Точно. На собата и се чека авионски билет за некоја дестинација. Во еден правец. Во еден правец. Добро, ајде да објасниме, доктор Ана, што значи приватен специјализант? Што е вашата позиција различна од оние колеги ваши кои успеа да се вработат во некоја јавна установа и таму да специјализираат? Приватен специјализант е доктор кој што завршил 6 годишни студии. Значи тој лиценциран доктор на медицина кој што не е успел да се вработи во ниту една државна институција за да може да ја продолжи својата едукација. И бидејќи сакал, бил амбициозен за да продолжи со едукацијата, тој се пријавил на конкурс кој што го објавува Министерството за здравство за одреден тип на специјализација по собствена желба, таму каде што сака, ако може да го оствари, ако може да биде таму каде што сака, затоа што и за да бидеш приватен специјализант на одредена специјалност, има критериуми, има ограничен број на места. Например, ако има за одредена специјалност 5 места, а се пријавени 20 души за истата, тука влегуваат просекот, тука влегува коефициентот во зависно од тоа каде сте завршиле медицински факултет, дали сте завршиле на Гоце Делчев, дали сте завршиле на Тетовскиот или во Скопје, и оценката од предметот на специјализацијата која што сакате да ја запишете. И во основа на тоа се прави рангирањето и најчесто сите добиваат специјализација тоа што сака, затоа што има... Бидејќи сами се финансирате. Сами се финансирате, последниве години има преголем број на приватни специјализации, мислам дека желбите на сите може да бидат исполнети. Колку чини таа специјализација? Што сами си ја плаќате? Зависно колку години се и на која дали гранката која што специјализирате е хирушка или не хирушка. Ако специјализирате на хирушка гранка, вкупната сума само за упис на семестер е околу 12.000 евра, затоа што најчесто се 6 години хирушките гранки, а ако специјализирате на гранка која што не е хирушка, интернистичка гранка, тогаш се околу 9.600 евра за 5-6 години. Мала е разликата меѓу хирушка и нехирушка гранка. Треба одеднаш да се плати сумата или година за година? Не мора да се плати, се плаќа на семестар. Значи хирушките се најскапи? Хирушките се за нијанса поскапи и имаме плюс додаток за теоретска настава кој што се плаќа само прва година и чини околу 1000 евра. На оние што успеале да се вработат во јавна здравствена установа им е бесплатно ова? Ова е бесплатно, специјализацијата е бесплатна. Тие се поштедени од оваа сума од 9 или односно 12.000 евра? Поштедени се, тоа го плаќа институцијата каде што се вработени и добиваат плюс додаток, добиваат плата за нивната работа и добиваат одвоен живот. Ние приватните специјализанти сами си го плаќаме и сами си го обезбедуваме стабилното прашање во Скопје, кое што чини исто колку што во моментов го добиваме на доместокот. Имате ли евиденција колку од младите лекари кои завршиле минатата година или таа предходно се вработени во јавни установи, колку имаат право, можност на таа специјализација што ја плаќа државата, а колку сте принудени да се самофинансирате? Последниве години бројката на приватни специјализанти е ненормално голема. Тоа е така затоа што е многу полесно на оваа држава да имате готов специјалист, да вложите најмалку.
Значи, ако сте државен специјализант, ова држава треба многу повеќе пари да вложи во вас. Затоа ќе го покријат дефицитот на кадар со тоа што ќе падне најголемиот терет на самиот доктор. Меѓутоа има случаи и на лекари млади кои се вработени, кои успеа. Апсолутно, да, меѓутоа таа бројка е неколку десетици се и таму. Точните бројки не ги знаеме, меѓутоа очигледно има голема дискрепанца. Според она што го во најдов подготвувајќи се за емисијата, 50 на луѓе успеале последнава година да се вработат. Па толку јас би рекла на ниво на цела Тие држава. кои што успеале тие кои што имаат партиски или фамилиарни врски, Тоа сакав да прашам, постои ли стручен критериум врз основа на што се прави тоа рангирање, односно кој млад лекар ќе има право да се вработи, се распишува оглас како функционира тој систем? Треба да има институцијата јавноздравствената установа, треба да има конкурс на кој може секој да заврши што има лекарска лиценца да се... Да. Потоа следи тест, интервју со кандидатите и потоа се рангираат, меѓутоа постои тоа дискреционо право на директорот да работи независно од ранг листата. Значи, кој е главниот критериум? партиските или фамилиарните врски. Тие сте дискреционото право на директорот, се тие. Мислам, ни директорот не одлучува сам според квалитетот кој што ние сме го покажале и на интервјуто и на тестот. И дискреционото право на директорот е диригирано нечии партиски фамилиарни врски. Добро, ајде конкретно за вашиот случај. Вие сте, рековме, специјализант по педиатрија. Да. На која клиника? На детската универзитетска? Да, на универзитетската клиника за педиатрија, мислам. Во Скопје? Да, во Скопје. До пред некоја година тоа беше единствена институција каде што можеше да се спроведе специјализација по педиатрија, па таму бевме сите и од Гоце Делчев и од Тетовскиот. Во последнава година се направени некои измени. Каков студент бевте просек? Со просек? Јас завршив со просек 9,67 и сум приватен специјализант на педиатрија од град каде што имате апсолутен дефицит на педиатри. И не успев да се вработам во мојот град. Од Охрид. Да, во Охрид не достига педиатри. Да е апсурдот уште поголем. Уште поголем. Така. Поборувачката не е со понудата во склад, како да кажа. Каде сте специјализант сега? Јас сум специјализант на клиника по психијатрија. Приватен специјализант, сам се финансирам. Колку време поминавте таму? Од кога сте таму? Од септември? Сега сум трета година веќе сум специјализација. Имавте можност да работите и со пациенти? Да, ние работиме со пациенти, мислам, како да кажам, голем дел од до едукацијата при специјализација е практична работа. Повеќе се фокусираме на праксата, не на теоријата. Учите од професорите таму? Учиме од професорите, учиме од едукаторите. Во комуникација сме константна. Тоа е една и од работите кои што сакав да ги кажам јас денеска. Ситуацијата е таква каква што е моментално во Македонија, да многу од приватните специјализанти се приморани да работат втора работа, дали фриленс, дали по договор на дело во Македонија, од која ќе завршат со врските на клиника. Хонорарно достава на храна може. И тоа се случува. Сега, под некоја логика, за да добиеме неквалитетен кадар во држава, од која тие лекари ќе се вратат дома, након што ќе извршат тие работни обврски, по некоја логика би требало да се доедуцираат, да читаат теорија, да читаат научни студии, да истражуваат, да бидат во проекти со професорите, со едукаторите. А не да работат на шанк во тоа ние кафе. работиме на шанк, пример. Каков е вашиот случај кога станува збор за просекот, еве во случајот со доктор Ана? Па, да, јас не успеав 9 просек. Не можам да видам 9,67. 9,67, не можам да видам критериум според кој сте биле одбиени ако сте конкурирале на некој оглас за вработување во јавното здравство. Кај вас каков е случајот? Вака, јас 9 просек не успеав да извам, 8,9 за жал. 8,9. Меѓутоа да, не имав аплицирано за во државна позиција, како да кажам, од аспект на не знам, очекувањата беа тие дека ќе биде залуден труд уште од старт. Вие, доктор Ана, се пријавивте? Имавте учествувавте на некој конкурс? Да, се пријавив на два конкурси и на двата конкурси бев прво рангирана. Меѓутоа не бев примена на едниот конкурс затоа што бев условена со специјализација физикална медицина, која што јас сметав дека не е достојна. Мислам, сите специјализации се достојни, меѓутоа за мене не беше доволно достојна за амбицијата која што јас. Вас влече педиатри, сакате да работите во со тој деца? период не ме влечеше педиатрија, ме влечеа други специјалности, меѓутоа не беше ни важно. Јас не сакав да бидам условена со ниједна специјализација, затоа што конкурсот беше за општ доктор, не беше за
за специализација. Јас конкурирав за работа како општ доктор во секундарно, на секундарно Кандидатот што ја доби работата имаше послаб просек од вас? Имаше не само послаб просек, туку бев далеку прва на ранг листата. Пробав да направам и трансфер од приватна во државна, тогаш кога се уште беше возможно, меѓутоа од директорот на Охридската болница добив одговор дека треба сама да си најдам врски за да ми биде трансформирана, дека што се однесува до него немаше никаков проблем. И тој потпиша дека јас му требам и дека и требам на Охридската болница, меѓутоа целиот процес понатаму во Министерство за здравство и во фондот требаше да го водам сама. Јас го прашав дали болницата ќе застане позади потребата на болницата од мене. Директорот се огради и кажа дека тој не може ништо да направи. Колку педијатри има сега во Охрид? Има 4-5 кои што се пуштени на специализација, ма тројца, мислам дека се тројца педијатри кои што активно функционираат. За скоро време ќе има педијатри, затоа што има и доста што се при крај со специализација, така да верувам дека ќе се опреми одделението. Доктор Христина, како е во вашиот случај? Еве, доктор Славе не конкурирал за државна работа? Јас сум конкурирала повеќе пати тука во здравствените домови во Скопје, меѓутоа не добив работа. Како сте со просекот вие? Скоро 9. Скоро 9. И вие бевте меѓу прворангираните на конкурсите? Да. Но ве претекна тие со дискреционо право што влегува? Апсолутно. Дори на едниот конкурс ние не добивме ранг листата, само добивме дека сме одбиени, не сме вработени. Така, зошто избравте интерната медицина? Интерна медицина од секогаш сум сакам диагностика, да откривам диагнози. Едноставно тоа е моето поле каде што мислам дека сум најдобра и дека најмногу можам да се истакнам со своите способности. Така. 6 години студиравте медицина, потоа уште 6 месеци се добива државен испит. Точно така. Треба помине период за да се положите државен испит. Потоа лекарската комора ви издава лиценца? Лиценца. А сега, поред неколку години, е воведено и платена пракса, значи мора уште 6 месеци да одите, таа е платена пракса од државата, за да може да се вработители да конкурирате на конкурс за специализација. Вие го поминавте тоа или не опфати законот? Не опфати законот. Ние сега за новите генерации? Да, ова е веќе 2-3 години. Ние сме од малку постара генерација. Така. Што ви рече министерот Илир Демири, кој и самиот е лекар, еве, добро ја познава професијата, на средбата во понеделникот? Во понеделникот на средбата дека сите овие барања ќе ги изнесе на седница на влада и потоа ќе видиме. Меѓутоа сочувствува со вас како професионалец, како човек од фелата или каков впечаток добивте дека сака да го реши проблемот, но е немоќен? Првата средба беше пооптимистична, затоа што ние преку погача, како се вика тоа? Ние остваривме 2 средби. Првата средба во Министерството за здравство беше, би рекла, пооптимистична. Да, има разбирање за нашите барања, свесен е за тоа дека ние добиваме многу малку, дека сме недоволно платени, дежурствата дека ни се малку платени, меѓутоа веќе на втората средба беше само дека сето тоа ќе се разгледа на седница на влада, меѓутоа на седница на влада е разгледано само третото прашање, тоа е решавање на нашиот статус. Ние уште кога почнавме со ова знаевме дека нашиот статус не може така лесно да се реши, ние сите да преминеме во државно здравство. Затоа ние првично бараме покачување на платата и воведување на здравствено осигурување. Какво е објаснувањето? Треба се променат некои закони? Си ја префрлаат Министерството топката? Министерството за здравство вели не сме ние? На тој предизборен период, меѓутоа затоа ние побаравме да се изјасни ДКСК, да побараат барање до неја, да се изјасни дали тоа е возможно или не. Тоа се уште не е направено, доколку ние добиеме некаков документ дека тоа сега стварно не е возможно до 8 мај, тогаш ќе разговараме дали тоа да го ставиме во некое мирување, па потоа да продолжиме со активностите. Ние немаме никаков одговор. Од приватните клиники немате понуда за вработување? Јас лично не. А некои од вашите колеги специализанти има 400 колку што знам? Па сигурно има колеги што имаат понуди. Меѓутоа тоа сигурно на индивидуално ниво, како да кажам.
не е јавно пуштено за сите да пробаме. Има една хиперпродукција, ние тоа мора да го напоменеме. Значи, овие приватни специјализации кои што се пуштаат од страна на медицинскиот факултет, тие се неконтролирани, без мапирање, значи без воопшто да се направи една мапа каде и колку од кој профил, значи не може на годишно ниво да се пуштаат специјализации за 50 пластични хирурзи, дерматовенеролози. Значи мора да се види која е потребата за да ние после можеме да се вработиме па и во приватното здравство. Затоа што нема никаков не се прави значи никаква анализа кој профил во нашата држава недостасува. Што значи да се заврши медицински факултет во Македонија освен тие 6 години учење вака како период? Еве и да се постигне просек над 9 например. Значи многу труд, значи многу време потрошено, значи многу пари. Што значи многу труд? Колку часа учење на ден? Да не биде само флоскула празна. Секој ден 5-6 часа учење можеби. Секој ден се случувала пред колокумска неделата, не излезам ни цела недела од дома. Многу учење. Кој предмет ви беше најтежок? Многу. Сега одамна ми е, не можам вака да издвојам некој, меѓутоа за студент кој што сака да учи нема лесен предмет. Разликата е што сега на медицинските факултети кај да се запишете, мислам дека е останато на добрата волја на совеста на самиот студент, а не на тоа колку факултетот бара. Зборувам за квалитетот на кадрот кој што излегува сега од медицинските факултети, за тоа колку се ниски критериумите кои што се сега. Сега јас генерално имам представа дека квалитетот е на дното. И токму во таков еден систем на урнисани вредности, без разлика дали вие ќе имате просек над 9 или некој ќе заврши со седмица или осмица, потоа во текот на годините да се стекне со пракса, можности, лични контакти, партиски врски и подкрепа може да стане подобар лекар од може да стане ако има ако има повеќе можности за да стане. Сега замислете колку се скапи тие едукација во странство, кои што сега ние како приватни специјализанти не може да си ги повозможиме. Значи секогаш е до можностите, не е секогаш, има многу и до самата трудолюбивост на човекот. Не верувам дека некој кој што како студент бил трудолюбив, се трудел, дал максимум од себе си, дека сега не би го направил тоа. Тоа е карактерот. Карактерот не може да се смени ако сте студент, ако сте специјализант. Секогаш ќе се борите за сами ќе се борите за да си отворите можности и сами ќе го давате максимумот за да сте најдобри во тоа што го правите. Како е во Штип на Гоце Делчев на медицински факултет? Има ривалство со колегите ваши од Скопскиот медицински? Па и да и не. Во која смисла? Па ќе кажам, повтор па тоа индивидуално, некои луѓе имаат предрасуди, некои немаат, некои се во добра комуникација, некои се во не толку добра комуникација. Како што каже колешката, за добар студент нема лесен предмет. Значи, тие што сакаат медицината да научат, ќе научат темелно. Треба вложат труд, време, пред се време, времето е еден од најскапоценетите ресурси кои ги имаме, а оваа струка бара долга инвестиција. Еве, за да стане еден специјалист треба најмалку 10 години, како да кажам. Во текот на вашата сега специјализација се соочивте со некои по-специфични случаи, например со случај на итност, например еве вие на клиниката на универзитетската клиника за ние дежураме во ургентна амбуланта, така да навечер ви доаѓа се што секако дека сме се соочиле многу пати, сме се соочиле со епилептичен статус, сме се соочиле со хемоптоја, сме се соочиле со различни типови на крварења. Ние сме специјализанти, имаме подршка од постарите специјалисти во текот на дежурството и во текот на едукацијата. Ние пак во овој период сме ученици, меѓутоа секако дека секојдневно нема доктор кој што не се соочува, особено ако работи во гранка каде што имате контакт значаен со пациенти. Во еден од одговорите државата надлежните ве упатија да си ги следите конкурсите што ги објавуваат матичните лекари. Што велите за тоа? Зошто да не почнете како односно да специјализирате кај матични лекари? Има таква можност или не? Не знам това, искрено не сум го прочитала, меѓутоа еве јас лично работев скоро 3 години како матичен доктор. Бидејќи не успеав да се вработам во државно здравство, работев како матичен доктор кај друг газда приватник. Меѓутоа одговорот беше па од вашата асоциација веројатно дека огласи за вработување кај матични лекари скоро и да нема. Да, тоа е уште еден момент дека
Веќе има особено во поголемите места, во поголемите градови. Апсолутно, затоа што и тие одат спрема, значи фондот дава дозволи спрема населението, така да не може да се отворат толку работни места за матични доктори. Се знае на колку граѓани, колку матични доктори, тоа е исто една мапа која што ја прави фондот. Не сакаат сега. Јас мислам дека сега не сакаат младите доктори да работат како матичен доктор, затоа што јас сум била матичен доктор и кој што не работел во примарно здравство не знае колку е тешко и напорно да бидете, да работите во и матичните доктори исто така не се доволно ценети во оваа држава и е многу тешко да си матичен доктор и не сакаат младите доктори да работат матични како матични доктори. Сите сакаме да сме во Скопје и сите сакаме да работиме во терцијно здравство затоа што сите сме амбициозни и сите сакаме да видиме нешто. Сите на клиника да видат професори. Поможност. Сите го сакаме тоа, мислам, највеќе затоа што сите сме амбициозни и сите сакаме да згравиме што повеќе и повеќе од болести, од патологија, затоа што на клиника доаѓа нешто кое што не можете да го видите во општа амбуланта. Сега има и доктори кои што сакаат да бидат матични, меѓутоа гротото не сакаат да бидат матични. И заради условите кои што имат и заради состојбата во која што се наоѓаат матичните доктори овде во нашава држава. Имате поддршка од вашите професори, од лекарите, од специјалистите или не? За вашите протести? Јас можам за мојата катедра да кажам, ние од никакви обструкции немаме за барањето на нашите човекови права, за другите не можам да кажам. Како е кај вас? Јас лично немам никакви обструкции и притисоци. Меѓутоа не согласие ни со поддршка. Апсолутно тоа сакав да го кажам, само една професорка од клиниката за ревматологија ни искажа јавна поддршка на протестот, останатите не. Зошто молчат другите специјалисти и поискусни лекари, повозрастни? Искрено не ми е јасно зошто молчат. Дури имаме дел од нивните одговори, па и ние во ваше време приватно специјализација имавме и тоа беше не бевме воопшто платени со 0 денари, што мислам дека е апсурд. Ние треба да одиме напред, а не 30 години во оваа држава да сме на едно исто ниво. Значи според нив вашите барања се неразумни, нелогични. Не неразумни, меѓутоа нескромни. Да. Тоа е македонски синдром. Да не бевме такви, немаше никој доктор да се наоѓа во ваква позиција во која не знам, ние туку целото македонско здравство ќе беше далеку поквалитетно и сите ќе бевме во далеку подобра состојба и од доктори, од специјалисти, од специјализанти и од општи доктори, ако бевме обединети, ако бевме заедно, ако имавме респект како фела. Мислам, ова што сега нас ни се прави, тоа значи дека Министерството нема ги понижува и тие кои што нас сега не излегуваат со јавна поддршка. Мислам, ние сме сите доктори. Некој на доктор му дава 26.000 денари и го прави социјален случај. Сите треба да ги засега нашиот проблем, затоа што ова е директен удар врз сите доктори, врз достоинството на сите доктори, ако вие како доктор не излезете со поддршка за некој што ви ја брука фелата. Меѓутоа, дијагнозата што дадавте звучеше многу страшно. Ако вие го решите вашиот проблем сега преку протест и вие ќе се помиравте со тоа, но дали тоа ќе представуваше решение за системот? Како да се решат проблемите во македонскиот здравствен систем долгорочно? Треба ли поголема реформа? Како вие како млади лекари го ја замислувате иднината на македонското здравство? Апсолутно, со тоа што сега ќе ни се покачи платата, тоа нема целосно да ги реши нашите проблеми, но далеку ќе биде подобра нашата позиција во општество, затоа што од тие 26.000 не се ни реални 26.000 со кои што ние живееме, затоа што плаќаме годишна сума која што ја спомнавме од 1.500 евра, така да нашите примања се многу пониски, ние живееме со некои 200 евра, така да за едно трајно решение, тоа што ние тоа го баравме, значи третото барање, да се изврши едно мапирање, еден модул, да нема хиперпродукција само на кадри, едноставно овие што сме да се задржиме и се разбира, значи мора да има реформи на подолгорочно ниво. И за крај, куферите ви се спакувани на сите? И каде е најпосакуваната дестинација? Каде ви заминава? Најпосакувана и таа што има најмногу побарувачка во моментот се знае Германија. Што ве задржува тогаш во Македонија? Зошто не си заминат? Зошто? Па се знае фамилијата, пријателите и тоа што сакаме да останеме тука, да твориме и да се грижиме за нашите граѓани. Така, вие доктор Слави и доктор Ана, за кои деца или пациенти со психички тешкоти ќе се грижите ако како што тргнете работата за мнозината од државата ќе треба грижа. Бидејќи ова
Сега, ние пак се фокусираме на медицинските проблеми, очигледно на секој систем има дисфункционалност. Тоа е рецепт за несреќен народ и За самоуништување. и самоуништување, баш така. Јас не сакам да заминам затоа што е крајно време штетниците да си одат. Ние не може да си одат секогаш луѓе кои што му чинат само добро на општеството. За сега како добри штетници ќе им оставиме држава, значи не, ќе останеме и ќе се бориме. Ако треба ќе фрламе петарди цел живот, меѓутоа мора да постојат и вакви луѓе во општеството кои што се луди, меѓутоа некој мора да се бори. Доктор Ана, доктор Слави, доктор Христина, ви посакувам успех во натамошната кариера и ви благодарам за гостувањето во утринската Ми на Телма. благодарам. Поканата.